Програма изградена врз 5 главни столба: комунална хигиена, чист воздух, подобро водоснабдување, развој на патната инфраструктура и долгорочна стратегија за развој на градот, најави кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Програмата според него се креира за сите скопјани, без разлика на политичка, верска или национална припадност. Како никогаш досега програмата ја креираме заедно со граѓаните, со стручна јавност, која што е вклучена во целиот процес, домашни експерти, но и меѓународни експерти, така што се на се ќе понудиме еден добар концепт за граѓаните, еден модел во кој што сите овие горливи проблеми со кои што живеат за жал нашите сограѓани, за многу скоро време ќе станат минато и ќе станат нешто што ќе биде само лоша меморија за сите наши сограѓани. Добро е што тука е денес и министерот за транспорт и врски, господинот Николовски, заедно со владата и со почитуваниот претседател на владата. Граѓаните точно знаат од кого беше доведено Скопје до оваа состојба и кој е виновникот за катастрофата со која се соочува градот, изјави Каја Шукова, кандидат за градоначалник на Скопје од СДСМ. Според неа, последниве 4 години со ВМРО ДПМН на власт во Скопје видовме што значи хаос, неодговорност и целосно игнорирање на интересите на граѓаните. Таа најавува дека во нејзиниот мандат тоа ќе се смени. Јавен превоз целосно уништен, ѓубре насекаде и без систем за чистење, преполни контејнери. Културно пропагање без дно и уништување на целиот урбан дух на градот е резултат само на ВМРО ДПМН и никој друг. Скопјани очекуваат решенија, очекуваат искреност и политики што носат резултати. Очекуваат чист, уреден, културен град. Очекуваат градоначалник со визија и план, без лажни ветувања и хартиени мегапроекти. Изнаоѓање нови методи на јавен превоз, урбанизација со хумано лице, решавање на проблемот со хигиената и борба со загадениот воздух се главните точки на програмата на кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Амар Мециновиќ. Тој објасни дека во наредните 2 месеца ќе создадат движење наспроти големите партии зад кои стојат моќта и елитите. Како нивно главно оружје, Мециновиќ ја посочи љубовта кон сопствениот град. Со одлична динамика напредува изградбата на новата детска градинка во населеното место Бутел 2, соопшти градоначалникот Дарко Костовски. Тој објасни дека во тек се занатските работи и се завршуваат внатрешните градежни активности и оти новиот објект ќе биде финализиран согласно предвидениот рок. Новата градинка ќе има 7 занимални со 7 спални соби, 2 занимални со заеднички спални соби и една модерна просторија за јасли и ќе биде со капацитет за 200 деца. На денешната пресконференција кандидатката за градоначалничка на општина Бутел од редовите на СДСМ Оливера Ливринчиќ истакна дека во општина Бутел се потребни итни промени и одговорно управување кое ќе ги врати довербата и надежта кај граѓаните. Стојам пред вас како една од вас, како жена, мајка, професионалец и пред се како бутелчанка која не може повеќе рамнодушно да го гледа застојот на нашата општина, изјави Ливринчиќ. Во своето обраќање таа остро ги критикуваше актуелното локално раководство, посочувајќи бројни неисполнети ветувања. Акробати, жонглери, улични музичари, илузионисти и кловнови во рамките на традиционалниот Баскерфест 2025 ќе ги забавуваат граѓаните од денес па се до 6 септември. Баскерфест 2025 своето јубилејно 15-то издание го започнува од Расадник во скопската општина Киселавода. Осомничен скопјанец заврши под истрага поради тешко кривично дело, нанесување тешка телесна повреда врз жена со која претходно имал лични недоразбирања. Основното јавно обвинителство Скопје информираше дека во саботата попладне пред угостителски објект во населбата Автокоманда тој ја нападнал оштетената на брутален начин. Според истрагата, најпрво започнал грубо да ја навредува, а потоа зел пластична гајба полна со стаклени шишиња и со замав ја удрил жената по главата. Од обвинителството предложиле до судот определување на повеќе мерки на предпазливост.